Струмички карневал е еден од бољих карневала, ми нисмо први пут, ми смо сваке године, ми смо карневал Лесковац и сваке године без уступка долазимо на Струмичком карневалу. Зашто? Zato što je dobar, zato što Strumica dolazi kod nas, mi dolazimo kod njih, družimo se i sve ovo zajedno radimo. Втор пат сме тука, ние сме од ФЕК Кавадарци, ФЕК Македонија. Тука сме дојдени исто така и со две карневалски групи, ќе се представиме на овој Струмички карневал. Тука сме заедно со мојата колешка, кој го работиме карневалот во Кавадарци. Но зошто сте овде? Ајде, искрено, зошто? Карневалската магија. Карневалската магија на овој град. Да. Само тоа? Па пријатели, многу спортимени карневалски градови. Се гледаме со многу пријатели од цел Балкан, од цел свет и така. Вие зошто сте овде во Струмица? Па за да ги поддржиме струмичани, сите пати што водат кон Струмица овој викенд, да го поддржиме карневалот, секако да се видиме со нашите пријатели од Балканот, бидејќи соработуваме со нив и да ја почувствуваме струмичката карневалска магија. Да ми кажеш што сте облечени, што си маскирана? Искрено не знам, ова беше импровизација во последен момент и најдов само за глава, па нешто требаше да бидиме вдовици, а излезе вдовица и другарка на вдовицата. Така нешто за во последен момент и тоа е тоа. Ние ова вечер сме ангели на љубовта. Во ова тешко време, само љубовта може да не спаси. Прв пат ли сте на маскенбалот? Не, 10 години учествуваме. Само имаше пауза околу короната, не никога беше и сега секоја година учествуваме. Може да ми кажеш зошто доаѓате на маскенбалот? Или на карневалот, ај? Што е она што ве тера да се маскира? Сериозно? Значи таа карневалска еуфорија што се случува само во Струмица, нели нашиот карневал е познат насекаде во светот. Забавата едноставно прекрасно, нема што. Дали сакате на пример да бидете ангел на љубовта во реалниот живот? Да. Не знам. Па сум ангел на љубовта и во реалниот живот. Да. Ти саках да се облечам како Обеликс, оти ми е омилен филм. Само толку? Само толку. Нема Прв ништо пат? друго. Прв Втор пат? пат. И што ќе кажете за Струмичка? Супер е, убава организација и многу добра журка. Костум дека сите ѓаволи се во пеколот, а ние сме овде, така и нашата маска денес представител. Така. Прв пат сте? Не, повеќе пати. И зошто доаѓате? И Затоа што е една прекрасна манифестација, организација и мислам дека секој заслужува да биде овде. Now story. Znači topovci. Prvi put, ova grupa treći put, a inače Rakovički karneval učestvuje već 10 godina na Strumičkom karnevalu. Prvi put u ovim kostimima, ove godine. Ali zašto idete? Zašto dolazite ovdje? Volimo Strumicu, ljudi su toliko raspoloženi i u celom gradu vlada karnevalska atmosfera od jutra do mraka, svaki dan. I to nam se najviše sviđa, svi lokali su ukrašeni i uvek ima aktivnosti za nas karnevalista, mi to volimo najviše. Objektivno, Rakovički ili Strumički karneval? Oba. Oba, hvala. Моли? Што сте облечени, што сте маскирани? Добро, најнапред, чест ми е и сум особено горд што еве сме сведоци на уште едно издание на Струмичкиот маскенбал, како еден од главните настани за време на Струмичкиот карневал, кога денеска ќе ги избереме принцот и принцезата, кои што утре ќе ја водат интернационалната поборка на Струмичкиот карневал. Најнапред морам да кажам дека сум премногу среќен што и оваа година веќе сите хотели, мотели, индивидуални сместувања ни се полни, што упатува и укажува на фактот дека навистина Струмица, но Македонија и Балканот навистина го почитува Струмичкиот карневал како еден од најважните настани, би рекол, не само во Македонија, туку и на Балканот. Ова моја денешна маска представува викинг, пораката која што се пушта. Викинзите знаете дека се символ на честа, на борбата, на храброста, на
немањето на страв, а пораката нормално е дека откажување има само со смрт. Нека ни е долговечен струмичкиот карневал, да прославуваме и до година уште помасовни карневалски сечености. Маската беше ваша идеја или на вашата партнерка? Заедничка. Беше тешко да го се сработи се за тоа? Апсолутно не. Како што може да видите, што можевме да дадеме најдобро од нас, навистина дадов. Јас мислам дека од годинава покрај маскенбалот имавме две навистина извонредни увертири. Тоа беше ретроспективата на земјоделското училиште која ги надмина сите очекувања, а она што синоќа се случи во Центарот за култура, концертот под маски на музичкото училиште Боро Џони беше навистина нешто со кое треба да бидеме горди. Значи, вечерва, како што рековте, е увертира каде што заедно со нашите гости од повеќе земји ќе се загрееме заеднички, ќе ги наполниме батериите утре вечер пред големото финале, значи интернационалната карневалска вечер. Годинава сме малку хендикепирани, бидејќи поради преклопувањето на јулијанскиот и грегоријанскиот календар, сите карневали во Европа се во ист период, така да некои од нашите традиционални гости не се вечерва со нас, но побаравме алтернативи и еве како што гледате, салата е полна со гости, ќе имаме уште едно прекрасно издание на Струмичкиот карневал. Јас сум оптимист, мислам дека и времето ни оди полека во прилог, така да очекувам една навистина прекрасна карневалска поврука. Каде има гости? Да. Значи имаме гости од Хрватска, Црна Гора, Србија и Бугарија. И од Холандија имаме. Цицимо, успеавме ли во овој период, 35 години организирана форма, некако да ги натераме младите да живеат со карнавалскиот дух, во организирана форма и тие да се представат? Забележам, училиштата се доминантни на Струмичкиот карневал, но некако во организирана самоиницијативна форма повеќе во кафичите отколку на главното дефиле. Па јас мислам најдобар доказ дали младите се вклучени ако беа 340 млади, точно пак преку училиштата, меѓутоа тука се всадува љубовта кон нив и нормално дека тие ќе бидат преку училиштата, бидејќи таму најдобро се организираат. На жал, дали поради промена на генерациите, дали поради иселување на младите, имаме расформирање на одредени препознатливи карневалски групи од Струмица. Сепак е добро дека во последните неколку години се раѓаат нови, така да јас се надевам дека и ова здружување надвор од училиштата ќе продолжи и она што е всадено за време на детските карневали и се тоа, тие ќе го продолжат, бидејќи имаме примери каде што некои групи кои што започнале во училиштето сега прераснале во здружение каде што родителите, децата и наставниците заедно оформиле здружение. Тоа е баш она што вие го барате.
Жири комисијата 7 души кои што имаат право на глас одлучија 6 души гласаа за принц и принцеза оваа година да биде божицата Афродита и нејзиниот пратеник, а најдобра група која што ќе ги прати на овогодинешниот карневал, предпоставувам групата која што има намера да шири љубов. Како беше? Името на групата, срцињата, ангели на љубовта. Ајде ве повикуваме да дојдете тука. Председатели, може ли да дојдете? Како прво, добро вечер на сите или веќе добро утро. Сакам да се заблагодарам на одборот на Струмичкиот карнавал за укажаната чест. И сакам да знаат струмичани дека утре со задоволство јас и мојата Божица со задоволство ќе предводиме карнавалската поворка. Се со цел за да придонесеме за оваа наша долговечна традиција и да го напредиме Струмичкиот карнавал. Ви благодарам уште еднаш за укажаната чест. Традиционално за принцот и принцезата поеден медал од Струмичкиот карнавал. Инаку, како дополнителна информација, ние сме од општина Струмица, од Струмица. Моето име е Митко Дрбушанов, на мојата Божица името е Катарина Дрбушанова. Ви благодарам уште еднаш. Може ли само да се станете? Благодарам многу. Голема чест. Много ви хвала уште еднаш. Така. Како прво да се заблагодарам на одборот на Струмичкиот карнавал за укажаната чест да бидеме принц и принцеза на карнавалот 2025 година. Сакам да знаат струмичани дека утре со задоволство ќе предводиме поворката со мојата Божица, се со цел оваа вековна традиција да ја унапредиме и да придонесеме да стане уште поголема, уште попосетена, да се задржи духот. Нашите маски, како што може и да се види, мојата сопруга представува Божица, јас сум еден модерен лик кој што би ја придржувал Божицата во денешно време. Јас сум од општина Струмица, од Струмица, моето име е Митко Дрвошанов, сопругата е Катерина Дрвошанова.